денесите и отварам промоцијата на новата програма за професионална обука од областта на Quality Management and Competitiveness, која е развиена во соработка на Економскиот факултет и Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, Универзитетот од Нагасаки, Јапонската агенција за меѓународна соработка JICA и Универзитетот за национално и светско стопанство од Софија, Бугарија. Почитуван министер во владата на Република Северна Македонија, господин Зоран Шапович, почитувана амбасадорка на Јапонија во Република Северна Македонија, господја Кейко Ханеда, почитуван амбасадор на Република Бугарија во Република Северна Македонија, господин Ангел Ангелов, почитувана проректорка на Универзитетот Свети Кирил и Методи, професор доктор Билјана Ангелова, почитуван декан на Економскиот факултет од Скопје, Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје, професор доктор Сашо Јосиновски, почитуван господин Хидеа Кобајаши, Chief Resident Representative на Балканската канцеларија на JICA со седиште во Белград, почитувани представници на деловната заедница, драги гости. Најнапред ќе го поканам представникот на домаќинот на настанот, односно Стопанската комора на Република Северна Македонија, подпредседателот на оваа асоциација, госпоѓата Елисавета Ѓорѓиева, да ви се обрати и да ве поздрави. Полека. Благодарам. Навистина е чест и задоволство денеска пред стопанствениците, но и пред представниците од универзитетската јавност и фела, како домаќини, односно како Стопанска комора на Македонија, да се обратиме за една многу успешна програма која што JICA во изминатиот период ја имплементираше не само во нашата земја, туку во многу земји од државите од соседството, се со цел да придонесе по напредување на знаењето на вработените од институциите и државни институции секако, меѓутоа сега можност програмата да се прошири од Република Северна Македонија, значи директно тука, на малите и средни предпријатија. Навистина ми е чест и како представник кој што директно го конзумира овој производ, односно во 2007 година, преку програмата JICA, директно во Нагасаки, Киото и Осака, ја видов придобивката и можноста за надоградувањето и се надевам дека и денешното она што сум пред се човек, меѓутоа и од мои професионални квалификации допринела и оваа програма. Почитуван министер, задолжен за регулатива за подобрување на инвестицијската клима за домашните предпријатија, господин Шакрич, почитувана амбасадорка, господја Ханеда, почитуван проректор, господја Билјана Ангелова, почитуван ВД дека на Економскиот факултет, доктор Сашо Јосиновски, почитуван представник од Балкан офис седиштето во Софија, почитуван господин Бојан Жежов, председател на JICA Алумни, почитуван професор Иван Стојчев, кој што е директор на Институтот на постдипломски квалификации на Универзитетот, кој што е дел од оваа програма, почитуван господин Леонид Наков, директор на Центарот за економски истражувања, почитуван Ваша Екселенција амбасадор на Република Бугарија во Република Северна Македонија. Извинете доколку некого пропуштив, навистина се многу во обраќањето, меѓутоа амбасадорката на Јапонија да ја кажат, се извинувам ако некого пропуштив, почитувани стопанственици. Како што кажав, ми представува навистина особено задоволство да ве поздравам на денешниот настан за промоција на Јапонската менеджмент програма за професионална обука, пред се што и Стопанската комора на Македонија е вклучена во ваков вид на квалификација и напредување на знаењата на фирмите.
Нашата држава, како што знаеме, се наоѓа во процес на доградба, на промена не само на средното стручно образование, исто така и на високото образование, се со цел на воспоставување на стандарди во високото образование, кои што ќе значат, како што напоменав, напредок, меѓутоа верба и задоволство од сопствените постигнувања и во иднина ќе представуваат мерка за споредба со останатите. Стандардите како мерило преку кои ги пресликуваме нашите постигнувања секогаш се резултат на долготрајна и посветена работа, процес на одмерување, негово воспоставување и секако подобрување. Ние, како Стопанска комора на Македонија, имаме реализација и на практична обука кај работодавач и поседување дополнителни стручни вештини кои што им се потребни и значени на работодавачите, и тоа во изминатиот период заедно со владата на Република Северна Македонија го правиме преку проектот на дуално образование и се надеваме дека по примерите на европските развиени земји пред се Германија и Австрија, а сега и со помош на нашите јапонски партнери ќе успееме тоа да го имплементираме и во нашите развојни програми, програмите на компаниите. Секако дека од компаниите е препознаена можноста за надоградување на сопствениот кадар, пред се за надоградување на менеджерските способности на функционирање на компаниите не само на домашниот пазар, бидејќи се отворени во глобални рамки, и нивото на високото образование секогаш бара професионална и дополнителна надградба преку софт или меки вештини, кои што особено се важни за лицата на менеджерските позиции, кои што пред се едни од најодговорните за креирање на политиката и за развојот на целите на компаниите во кои што работат. Како што напоменав во моето поверно обраќање, бидејќи навистина има многу говорници, една од светските познати институции со кои што нашата компанија исто така негува партнерски и пријателски односи денеска е со нас JICA, Јапонската агенција за меѓународна соработка, која што навистина е одговорна за имплементација на програмата за развој, значи во земјите од развој и на остварување, се со цел продолжување на одржливо социоекономски развој, истовремено да промовира и меѓународна соработка. Согласно програмата на JICA, заедно со Универзитетот од Нагасаки, Јапонија, како што кажа господин Наков, Универзитетот на национално светско стопанство од Софија, Бугарија и Економски факултет Скопје, УКИМ, во нашата држава ќе биде спроведена оваа менеджмент програма, која што е наменета за менаџери и стопанственици на мали и средни предпријатија, аналитичари, истражувачи и слично. Истата повеќе ќе каже домакинот, односно партнерот на Стопанската комора на Македонија и Економски факултет и представникот од JICA, опфаќа 11 апликативни менеджмент дисциплини, развиено согласно јапонските менеджмент практики и вредности. Ова е можност и истовремено повик во програмата да се вклучат овие лица, да ги искористат знаењата и искуствата што ги пренесат навистина меѓународните експерти кои што имаат долгогодишно искуство на ова поле. Па ги повикувам стопанствениците и ние исто така ќе промовираме низ нашите алатки оваа програма, секако и со Економскиот факултет од Скопје, да се искористат овие придобивки, бидејќи навистина JICA и угледните професори се тука во нашата земја, се со цел да го пренесат собственото знаење и нашите понатаку стопанственици да го имплементираат во своите фирми и да го подигнат развојот на компаниите. Ви благодарам и се надевам дека оваа програма ќе биде една од исто така успешните со кои што комората имала искуство, а секако не се сомневам бидејќи партнерите како што се Економски факултет и JICA и секако Универзитетот во Бугарија тоа ќе го потврдат. Ви благодарам. За улогата и значењето на новата јапонска програма за менеджмент, во сепковните напори на владата на Република Северна Македонија за зголемување на капацитетите на деловниот сектор, ќе се обрати министерот Зоран Шапрович. Повелете.
екселенцио, господја Еико Ханеда, амбасадор на пријателската земја Јапонија, почитуван господин Ангелов, Ваша екселенцио, амбасадор на Бугарија во Република Северна Македонија, почитуван господин Ковојаши, представник на Балканската регионална канцеларија на џајка, почитувана госпоѓа Елисавета Георгиева, подпредседател на Стопанската комора на Македонија, почитувана госпоѓа проректор, професор Ангелова, проректор на УКИМ, почитуван господин декан на економскиот факултет при УКИМ, професор Јоксимовски, почитуван професор Бојан Жеков, почитуван професор Иван Стојчев, почитуван професор Наков. Мене ми е наистина задоволство овде да ве поздравам од името на владата на Република Северна Македонија и да на промоција на еден ваков убав настан, каде што гледам дека присуствуваат и останати представници на академската заедница, почитувани професори, експерти, но исто така и представници почитувани на бизнес секторот. Нам ми е добро познато дека агенцијата џајка долги години делува овде во регионот, но посебно во нашата држава, и дека е активна во низа области каде што фактички се реализира помошта во повеќе видови на пријателската Јапонија. Тие до сега ја помагаа во низа, во инфраструктурни, во областа на животна средина, во областа на економија и така натаму. И јас ми представува навистина овде да присуствувам на промоција и представување на новата професионална програма, односно менеджмент програма за професионална обука и менеджмент на квалитет и конкурентност. И ова програма која што ќе придонесе за подигање на вештините на нашите студенти и нивното оспособување за понатамошна нивна работа во кариерата. Сигурно дека владата ги поддржува и ги поддржува ваквите проекти и воведување на ваков тип на меѓународни програми навистина има исклучителна важност како за институцијата, така и за самите пред се студенти, но и за целокупниот образовен и бизнес секторот. И се надевам дека оваа програма ќе биде почеток на една успешна соработка и во овој дел со помеѓу универзитетот и се разбира и другите универзитети и агенцијата џајка. Реформите во образованието и инвестирањето во иновации, во IT технологија и се разбира подигањето на конкурентност на нашите компании, бидејќи е многу значајно со оглед на тоа што сме навистина мала држава, мора да се сите наши напори како држава, но и како бизнес секторот, како морите да ги насочиме кон извозот. И сигурно дека еден од важните елементи за зголемување на извозот сигурно е подигањето на конкурентност на нашите компании. Оттаму е практично значењето, не само образовно значењето на оваа програма. Инаку, мислам дека ова значи развој на еден поинтегриран систем на образование, што ќе влијае понатаму врз зголемувањето и на економскиот раст, продуктивноста, но и ќе ги зголеми шансите на младите и нивните вештини полесно да се снајдат и полесно да бидат поуспешни на пазарот на труд. Сега имаме нов закон за високо образование со кој е унапреден менеджмент и финансирање на високообразовните институции, но сепак сакам да потенцирам дека универзитетите се јадро на прогресивните општествени движења. Тука се проверуваат и се пренесуваат знаења, но исто така и се продуцираат новите знаења, секако дека универзитетот Кирил и Методи како најголем, најстар и водечки универзитет има една водечка улога во овој дел. Се разбирам, не сметајќи дека постојат и други
универзитети, но ова е најголем и најстар универзитет. Затоа исклучително ги цениме и ги поддржуваме ваквите нови програми со вложување во научната и академска работа. Ваквите програми се суплементирани во системот на учење по европски, светски стандарди, воедно придонесуваат кон градење на едно општество кое што ќе нуди поеднакви можности за сите. На овој начин стекнатите знаења и вештини, компетенции на студентите ќе им овозможат брз транзит кон пазарот на трудот, отварање на исто така собствени бизниси, бидејќи еден од основните столбови на планот за економски раст на владата на Република Северна Македонија. Токму тоа е поддршка на бизнисот, стартап бизнисот на младите. И јас сум убеден дека самата програма, заснована на заемна академска соработка, ќе овозможи со така размена и примена на искуства. На крајот, дозволете ми да ја упатам честитки до целиот тим на професори, научни работници што придонесува за креирање на воведување на оваа програма. Ви посакувам успешна реализација на програмата, унапредување и развој на истата и уште поголеми образовни и се разбира научни програми, иницијативи и проекти. Ви благодарам за вашето внимание и уште еднаш срдечно ве поздравувам. Универзитетот Свети Кирил Методи пред неколку недели го прослави собствениот 70 годишен юбилеј, во рамките на кој беа одбележани редица на меѓународни активности кои што го зголемуваат степенот на апликативност во јакнење на капацитетите, не само на економистите во нашата држава, туку и на огромен број на други членови кои треба да го збогатат општествениот живот. И во функција на тоа Економскиот факултет од Скопје со пријањето на новата програма за професионална обука сака да го засили капацитетот на Светкупниот универзитет за потесна обука на македонските менеджери и собственици на малите и средните предпријатија со најсовремените јаконски системи од областа на менеджментот, кои се темелат на културолошките вредности кои превладуваат во јаконското општество. За значењето на програмата за Универзитетот Свети Кирил Методи во Скопје ќе ви се обрати проректорката професор доктор Билјана Ангелова. Повелете. Distinguished Ambassador of Japan in Republic of North Macedonia, Ms. Kei Pokaneda, Distinguished Ambassador of Republic of Bulgaria, Republic of North Macedonia, Her Excellency Angel Angelov, Distinguished Representative from JICA, Distinguished Professors, Distinguished Representatives from the Chamber of Commerce of Republic of Macedonia, Distinguished Representatives from the business community, ladies and gentlemen. It's my great pleasure to greet you all on today's promotion of the new project for boosting human resource capacities in Macedonian companies. This project is part of a Japanese management program, a professional training called Quality and Management Competitiveness, developed in collaboration with JICA, Japanese Agency for International Cooperation, our university, Licenciu Anatolius of Skopje, University of Nagasaki from Japan, and University for National and World Economy from Sofia. The new era of knowledge-based economy relies on global scientific and educational platform, and we are convinced that inter-university cooperation with the business community, sharing our common experience, knowledge, and good practices are without any doubt our joint role on the way to globalization and prosperity of our universities and our communities. The perspective of education in the contemporary era of globalization, fast technological development, increasing role of human capital and talents, experts and scientists hand became an integral of the technological development and economic power of the countries who invest in education and science. We live in an era where global labor market has demand for professional skills to supplement academic knowledge.
Only those who work on improvement of their professional skills become successfully integrated on the global labor market. Triple Helix concept, an integration among universities, government and business community, became a platform for economic prosperity of many countries. That's why universities and Cyril and Methodius will support any effort for collaboration with the business community and for collaboration with other universities. We are convinced that the business community, managers, executives, and the owners will get the best training courses and will improve their managerial skills in many different areas like strategic planning, project management, innovation management, total quality management, customer relations, entrepreneurship, integrated marketing, communication, and the like. The lecturers of this program will be professors from prominent universities, University of St. Cyril and Methodius, University of Nagasaki, and University of Bulgaria for national growth economy. They will deliver and share good professional practices related with management in small and medium-sized enterprises experienced in Japanese companies. Sharing good managerial practices from Japan, delivered by the professors of prominent universities, will contribute in boosting managerial capacities of our companies. As a university, we always support these activities, particularly when they are tightly related with the business community. One of our strategic goals is to get closer academic knowledge obtained at the university to the practice and to generate a new generation of students who will be successfully integrated on the global labor market. We are fully aware that knowledge in this era of dramatic technological development is outdated very fast. That's why it has to be renewed permanently. So attending this kind of trainings can significantly boost human capacities and make the companies more competitive on the global market. At the end, I want to pay gratitude to JICA, the Chamber of Commerce, and of course to the academic representatives who enabled this program to become available for Macedonian companies. I wish you good work and thank you. Позволите ми сега да кажам още няколко според за поддръжката, що университетът се отива да не бъде даване на това програма. Остава чувствам дълго да ви се обрадави на английски язик. Се работи за програма, която за първ път се имплементира на нашия университет, тя имплементира економският факултет, най-старите членки на нашия университет, заедно с Университетът за светско и национално стопанство от София, Университетът от Нагасаки, а след това поддържано от Националната агенция за развой на японската влада. Се работи за програма, която очакуваме дека во голем дел да ги подобри конкурентските капацитети на нашите компании, случайно тоа што како што слушате се работи за обуки, кои што ќе се однесуваат на различни аспекти на менеджментот, стратегиски менеджмент, стратегиско планирање, проектен менеджмент, управување со иновации, односи со потрошувачите и така натаму. Обуки кои што мислам дека во голем дел ќе ги подобрат вештините на нашите предприемачи, за тоа ќе ја подобрат нивната конкурентност. Она за што перманентно се залага нашиот университет, тоа е соработката што треба да се развива од триаголникот универзитет, влада и бизнес сектор. Целта на универзитетот е да создава кадри кои што ќе бидат соодветно восприемани од пазарот на труд, не само во Република Македонија, и на глобалниот пазар на труд. С оглед на тоа дека се наоѓаме во ера на брз техничко-технолошки развој, знаењето многу брзо се ставува, токму затоа е ваков тип на обуки, кои што ќе значат освежување на знаења и добивање на вештините во случај за менеджерите на нашите компании. Сметаме дека во голем дел ќе заедне и представува за развивање на соработката меѓу универзитетот и бизнес заедницата, се разбира дека со поддршка на владата, со поддршка на Пакистанските агенции, како што е во случајот JICA, и успеено во сите овие наши напори. И следи 4-месечен период во кој што ќе имплементираат овие обуки. Овие се првите обуки од ваков вид, се надевам дека ќе има и повеќе и со тоа се работата во триаголник се повеќе се зајакува. Благодарам. Во името на Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје, македонски партнер и имплементатор на програмата, чишто професори ќе учествуваат активно во пренесувањето на јапонските искуства од различните области на менеджментот, ќе
представува Економскиот факултет од Скопје. Ми представува задоволство да го поканам ВД деканот на Економскиот факултет од Скопје, професор Саша Јасински. Благодарам. Почитувани екселенции, почитуван амбасадор на Јапонија во Република Северна Македонија, господјата Тахико Канеда, почитуван амбасадор на Република Унгарија во Република Северна Македонија, господин Ангел Ангелов, почитуван министер задлежен за регулатива за подобрување на инвестицијската клима за домашните предпријатија, господин Зоран Шаповиќ, почитуван проректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, професор Илјана Ангелова, почитувани представници на џајка, почитувани професори, почитувани пријатели, почитувани представници на бизнес заедницата. Ми причинува особено задоволство што од името на професорите и соработниците на Економскиот факултет во Скопје да ја поздравам оваа иницијатива и овој промотивен настан во чии што вредности и она што се очекува да биде како додадена вредност за целокупното наше општество, нели е од посебно значење. Беше спомнато и од претходните говорници дека вакви настани, односно вакви обуки во кои што учествуваат подеднакво бизнес заедницата, високообразовниот сектор и владата на Република Македонија, се нешто што е една од слабите страни на досегашниот економски развој во Република Северна Македонија. Имено, ако ги прочитаме досегашните извештаи на Европската комисија, една од главните слабости кои што се нотира еве наназад од осамостивањето би рекол, а тоа е слабите линкови или слабата поврзаност која што постои помеѓу бизнес заедницата и високообразовниот сектор. Нормално кој ќе се спомне денеска во Република Северна Македонија високообразовниот сектор, секогаш помислуваме и на третата компонента, а тоа е на истражувањата и развојот, односно иновативната компонента. Имено носител на иновациите и на научно-истражувачката работа во Република Северна Македонија недвосмислено е високообразовниот сектор. Токму од овие причини, рекол, очекувањата оправдано на бизнес заедницата на целото општество се големи од настани како што е овој. Јас еве само би сакал да укажам дека кога станува збор за би рекол доменот на истражување и развој, соработката со Јапонија и универзитетите од оваа земја се од непроцениво значење. Јас само би сакал да укажам дека според релативните перформанси Јапонија денеска остварува резултати, не само денеска, туку во последните години, такви резултати кај што ги надминува перформансите дури на Европската Унија, просечните резултати од перформанси, како и перформансите на Соединетите американски држави. Би рекол дека еден од лидерите во истражувањата, развојот, иновациите и пред се во нивната имплементација во бизнес секторот. Кога станува збор за овој сегмент, значи не треба да се заборави дека големиот дел од иновациите не се само во технологија и во технолошките науки, туку се и во организацијските, односно во науките кои што ги негува еве и нашиот факултет. Имено промените и иновациите во новите организацијски форми и практики кои што треба да ги применуваат бизнисите се, би рекол, и основен предуслов за да може да се применуваат иновациите кои што се од технолошкиот сектор. Ова е, би рекол, еден голем недостаток што во момент постои во кај бизнес секторот во Република Македонија. Тоа може да се види од сите перформанси и негови резултати кои што ги правиме и токму од оваа причина значењето на овој проект е многу голем. На нас ни е особено задоволство како водечка институција од областта на економијата и бизнисот во Република Северна Македонија, што сме дел од овој проект, што имаме активно учество. Значи, во сите тимови учествуваат и професори на Економскиот факултет од Скопје и бидејќи тоа за нас е голем предизвик,
затоа што не само што треба да ги искажеме нашите досегашни искуства, знаења, теоретски и практични, туку ова за нас е и можност да научиме нешто од подобрите. Бидејќи подобар партнер од универзитет, од Јапонија, како што спомнав, една навистина водечка земја во овој сегмент, мислам дека денеска тешко може и да најдете. Токму од овие причини, на крајот би сакал да завршим дека сум убеден во позитивните резултати што би ги имале сите, ние како универзитет, земјата наша, пред се бизнис секторот и во надеж дека навистина ова плодна соработка ќе продолжи и во иднина. Уште еднаш би сакал да го поздравам овој промотивен настан и да инициираме, да ги потикнеме представниците од бизнис секторот да бидат поактивни, дури ќе искажам, да го кажам како едно од моето сегашно искуство, би рекол што е друга слабост кога станува збор за овој сегмент во Република Македонија. Кај нас знаете, оно што е недостаток, како тоа е на страната на побарувачка. Значи, како еден од недостатоците се наведува дека побарувачката од бизнис секторот е многу мала за вакви иницијативи. Значи, најголемиот дел од иницијативите се на некој начин како иницијативи на владата, на високото образование, и тоа се смета за една од причините зошто понекогаш нема одржливост, нема одржливост ваквите иницијативи. Значи, клучно во овој сегмент е да имате и иницијатива на страната на побарувачката. Тоа е бизнис секторот кој што треба да биде, да кажеме на некој начин, потикнат, мотивиран за вакви, би рекол, активности, односно обучи. Да не забораваме дека денеска сме живееме во еден глобален свет и би ги напоменал уште една работа само дека денеска не успеваат компаниите кои што за цел имаат да бидат најдобри во нивниот микросвет. Значи, денеска сите компании се трудат да постигнат некоја глобална вредност, односно да бидат конкурентни во поширокото окружување, односно во глобалниот свет. Ради глобализацијата која што не ни присутнете подпред. На крајот благодарам за соработката и за вашето присуство што тука е во ваков број, скажавте интерес за овој настан и се надевам дека дали имаме успешна соработка. Благодарам. As an initiator, developer, and continuous supporter of professional programs for enhancing skills and competencies of managers in all Balkan regions, I would like to express a particular thanks to Mr. Kobayashi, Chief Resident Representative of JICA Balkan Office, which has profoundly contributed to the level of quality that we have reached with our partners, University of Nagasaki and University of National and World Economy from Bulgaria. I would like to give the floor to Mr. Kobayashi to address his words. Distinguished Minister, Excellencies, representative from both St. Kirill and Methodist University at Skopje, and also University of National and World Economy in Sofia, a distinguished representative from Business Society in Macedonia, and ladies and gentlemen, good afternoon. On behalf of Japan International Cooperation Agency, JICA, I'm delighted to attend this promotion event for the postgraduate course at the Faculty of Economics, St. Kirill and Methodist University in Skopje, titled Quality Management and Competitiveness Professional Training Course, which will be made for SMEs in North Macedonia. Let me first briefly touch upon the Western Balkan Cooperation Initiative that was launched by the Prime Minister Shinzo Abe during his first visit to Bulgaria, Serbia and Romania last year. Upon his
very first visit to Bulgaria in January 2018, Prime Minister Mr. Abe and Prime Minister of Bulgaria, Mr. Borisov, agreed through this Western Balkan Cooperation Initiative to enhance their cooperation towards stability and prosperity of the Western Balkans, aiming at the region's smooth integration to European Union. Now you may ask, why Bulgaria and Japan? Japan, as a long-established donor, has a rich experience and expertise in the field of Offshore Development Assistance, ODA, while Bulgaria, as an emerging donor country in the region, shares a lot more in common with the Western Balkans and has deeper understanding of challenges and possibility of the region. Japan needed this expertise of Bulgaria on the Balkan region, while Bulgaria needed know-how for efficient allocation of offshore development assistance budget and effective implementation of concrete projects. Here both side needs actually met, and here we are today presenting concrete fruits of our tripartite effort among North Macedonia, Bulgaria, and Japan. Start of quality management and competitiveness course at the faculty. From the JICA Balkans point of view, also, SME sector development is one of our main and focus area in the region. In order to have tangible mentor service system, JICA has been cooperating with SME promoting institutions like APEL, Agency for Promotion of Entrepreneurship in North Macedonia, or like DAS, Development Agency Serbia. APEL has inaugurated the system and has started to provide mentor service with SME managers through 7 regional agencies in the country since last year. 14 companies in the North Macedonia were selected as beneficiaries of the face-to-face service, and 50-hour mentor service was provided to those 14 companies in 2018. The government of North Macedonia and APEL made a strong commitment to increase the number of beneficiaries from this year on. I would like that we could expect the synergy effect of this postgraduate course and mentor service. I think that Macedonian mentors who belong to the regional agency and who are trained under the JICA Mentor project could also become a potential trainee for the course. Today, I have another good news for you today. Government of Japan and JETRO, Japan External Trade Organization, will organize first Japanese business mission to Skopje next week. Japanese business representative will have a series of talks with the government and business society in the country. I hope for the success of this business mission, and the mission would be a trigger for B2B relationship between Japan and North Macedonia and investment from Japan. Together with JETRO and government of Japan, JICA, as a whole Japan, will also continuously support enhancement of business ties between the two countries. Last but not the least, I hope this forthcoming postgraduate course launched today will open new possibilities in the future and strengthen partnership between the foreign companies in North Macedonia, which invested the North Macedonia and SME. Furthermore, SME should become part of the global supply chain to gain big profit and generate decent job opportunities in the country to bring brighter future for
North Macedonia's economy and society. Thank you very much. Во изминатиот период од 2013 година програмата за јакнење на професионалните капацитети на менаџерите беше имплементирана во Бугарија преку нашиот проектен партнер Универзитетот за национално и светско стопанство, поточно речено преку нивниот институт за постдипломски квалификации. Ме представува особено задоволство денес да го имаме присутен со нас господинот професор доктор Бојан Жеков, председател на JICA Алумни асоциацијата, кој ќе ни ги представи искуствата од имплементирање на оваа професионална програма во Бугарија на примерот на бугарските менаџери и собственици на мали и средни предпријатија. Повелете. Много благодаря за предоставената възможност. То трябваше професор Стойчев да говори преди мен от името на университет, тъй като представлява целият университет. Ще започна с благодарност, защото от българска страна е добре да започнем. Първо искам да благодаря на двамата посланници, на посланник Ханеде и на посланник Ангелов за това, че са тук. За това, че подкрепят тази инициатива. Искам да кажа за всички в залата, че тя е важна не защото ще правим обучение съвместно. Много е важна думата съвместно. Няма по-знаешки и по-незнаешки. Ние съвместно искаме да обучаваме предприемачи в Македония. Но е много важна тяхната роля днес тук, защото това е първото такова тристранно събитие на България и Япония на Западните Балкани. И в тяхно лице е израза на политическата воля на премиерите на държавите, които те представляват, това нещо да се случи. А всички останали, които сме в залата и които допринесохме, особено колегите от университета, да се случи това събитие, изпълняваме тази политическа воля. Благодаря ви за това, че сте тук. Второто благодаря, което искам да кажа, е на човека, който прие подадената ръка. Преди няколко месеца, когато се роди идеята за този проект, ние се колебаехме, ще стане или няма да стане. Всички вие знаете, че човек може да има много идеи. Ние сме в търговската камера и особено в бизнеса човек има много идеи, но не всички идеи се реализират. И е много важно кой е човекът, който ще ти помогне да реализираш конкретна идея. Човек, който ще поеме подадената ръка. Затова искам да благодаря специално на професор Драгулевски, който в този момент, тогава, когато ние търсихме начин да реализираме този проект, в качеството си на декан на Стопанския факултет, прие подадената ръка и се съгласи да реализираме този проект. Благодаря. Благодаря и на настоящия декан, професор Йосимовски, за това, че без да знае, той приложи едно японско правило, което е неприсъщо на балканските страни. Той продължи традицията на неговия предшественик. Професор Стойчев се смее, защото всички ние знаем, дами и господа, че когато дойде нов управляващ на балканските страни, той казва, тези преди мен са били лоши, сега ще видите как се управлява и светът започва от него. Научавайки, че имаме нов декан в университета, аз бях притеснен. Дали проектът ще върви? Но той върви много добре и ние днес всички заедно сме тук благодарение на това, че в този факултет има японски дух, за което също благодаря. Няколко думи за мен. Това е пример, който съм научил от Япония. Японците, като излезнат, се представят накратко. Горе може да видите изписано името ми Боян, тъй като и японците не ми говорят на фамилия, знам на малко име. На канджи
Занимавам се с информационни технологии, електронно правителство и government и последните години киберсигурност. Учил съм и преподавам в няколко университета и съм специализирал в няколко държави, чиито планове виждате. Работил съм като консултант на UNDP, програма, която е позната и в Македония, за българското правителство към Министерския съвет и Министерството на финансите, Българската стопанска камера и Асоциация по информационни технологии. Последната колонка е това, което правя в момента. Заместник декан на факултет информационни технологии в София, на УНИБИ. Национално контактно лице по информационни технологии за България в Хоризонт 2020 и секретар на най-голямата уникална, бих казал, общност от всички организации в България, свързани с японска култура, Нихон Томо Макари. Защо сме тук? Този слайд, без да се наговаряме с господин Кобаяши, ще повторя за мъничко това, което той каза. Две ключови неща, които отключиха нашата среща и нашия проект. Това е срещата на премиер-министъра на Япония Шинджо Абе с Бойко Борисов в София преди година и половина, януари 2018 година, и Софийската декларация на Европейския съюз, на Европейската уния за Западните Балкани с приоритетите как по-бързо да се развиват Западните Балкани и да влезат в Европейския съюз. Тези два ключа, наред с опита, който България е придобила в партньорството си с Япония, а именно, както разбрахте, един от проектите на JICA в България, свързан с обучение по лидерство и управленски умения, доведоха до това да реализираме проект съвместен на България с JICA в Македония. Тоест проекта в България се е казал Global Management and Leadership Course. Това беше идеята, първоначалната в нашите глави. Днес ние пред вас обявяваме програмата за професионално обучение по менеджмент и конкурентоспособност. На квалитет и конкурентност. Целите на обучението са много важни. Много е важно, че в днешно време преподавателя и обучаващия или партньорите, с които правим това, не дават знания на обучаване. Ние съвместно се самообучаваме. Защото всички ние имаме някакъв опит, житейски и практически, защото Япония като държава с много по-богат опит и в обучението, и в бизнеса, и в икономиката, научава много от нас и търси начина, по който да ни помогне, но да бъде удобен за нас, а не да ни помогне по начин, който е ненужен за нас. Това е нещо, което аз също научих, когато бях в Япония. Тоест, ние днес имаме една, така да се каже, тристранна партньорска операция между Япония, в лицето активно на JICA, но не само на JICA. Искам да кажа, че има един човек, който не присъства тук, но е много активен, посланника на Япония в България, неговият първи съветник е тук. Македония в лицето на икономическия факултет на Скопие и България в лицето на Университета за национално световно стопанство и Института за следителна квалификация, които са били домакини и са приели тази помощ преди години. Водещото, дами и господа, разбира се, е JICA, защото аз самият през 2005 година учих в Япония управление на проекти, свързани с информационни технологии. Но това, което не ни учиха, но аз научих, е как Япония помага на другите държави. И това, което като председател на алумни асоциацията исках да направя, след като имах тази възможност, беше именно да приложим този опит. И с този проект днес аз съм щастлив, че имам възможност да науча и как се помага. Това също е изключително важно и ценно. Курсът в България, програмата в България носи името
Глобален мениджмънт и лидерство. Ние сега променихме името, защото това е правилното име за курса в Скопие. Но аз ще използвам думата лидерство. Лидершип е изключително важно нещо, защото в съзнанието на българските граждани и в съзнанието на македонците не е различно. Лидерството е политическа дума. Дами и господа, от японците разбрах, че лидерството не е политическа дума. Да бъдеш лидер означава да водиш хората. Може да не е политика, но в бизнес. Следващите 3 слайда са на 3 лидери, които станаха лидери вследствие на курса в България. 3 души, млади хора, на 30 години учили курсът в София, работили тогава за някого, както се казва, наемен работник. Сега те са лидери със собствен бизнес. Това на снимката е Теодосий. Теодосиев е от Варна, предполагам много от вас са били от Варна, една от топ туристическите дестинации на България. Сега има 2 собствени компании в Силиконовата долина. Какво ми е написал, че е научил в курса, когато го помолих? Това са водата на фирмите, в които работи. Една от фирмите, които в момента е актуално, основал съм 2 софтуерни компании с 50 служители и офиси в Балкани и Силиконовата долина и работи по амбициозен проект за спортни електромобили. Това е курсист от курса на Джайка в София. Това, което ми помогна в предприемачеството, е, че има възможност да видя практиката до какво бъдат стремежите към непрекъснато подобрение. Бизнесът не е постигане на цел. Отваряме магазин, отваряме фирмата и вече работим. Непрекъснато подобрение. И това, което той ми написа. Той е човек, това е заместник председателката на алумни организацията, Кристина Христова, която през 2007 година работи в частна фирма, ресърчър, разработва козметични продукти. Един от многото служители, 300 служители на някаква фирма. След завършването на курса на Джайка създава собствена фирма. Roses, логото е горе ясно. И в момента тя продава продукция, собствено разработени продукти. Не само, че ги продава. Тя ги разработва и ги продава. Тя е researcher, developer и production manager. Производството е изцяло в чужбина, във Франция, Германия, Белгия, Япония, Филипините, Тайван, Русия. В момента активно работи за Япония. Участва много активно на най-големите форуми. Защо сложих този сайт и защо ви го казвам? Защо участва в форумите? Защото за да се излезе на глобалните пазари, за да бъдеш видим, трябва да намериш там, където ходят най-големите. Хем да се учиш от тях, хем да те видят. Третия колега по времето на курса е работил в рекламна агенция на Еврофутбол. Залагани. Мисля, че го има и в Македония. Днес има 2 компании, консултантска компания и креативна компания. Отдолу се опитах да го преведа на македонски. Курсът ми даде възможност и перспективи да започна собствен бизнес. Той се е колебаял в този момент, има ли възможност или няма възможност да направи собствен бизнес. И така, това са хора създадени и научили много неща от този курс, за да минем на днешната програма за професионална наука, за мениджмънт на квалитет и конкурентност. Дами и господа, във вашите ръце вие държите листовката на нашия курс. Всичко това, което има на този слайд, го има и в нея. Това са 11 дисциплини, които е още едно предизвикателство, ще бъдат водени в
11 уикенда от септември до декември. Списъка включва мениджмънт в Япония и тотално управление на качеството. Две много интересни дисциплини, защото ще бъдат водени изцяло на английски. И тук е място да кажа едно дълбоко благодаря на господин Кобаяши, ръководител на мисията на JICA в Белград, благодарение на който се случи това име днес на професор Сусай да бъде официално обявено, че той ще бъде наш преподавател. Това не е лесно да се случи за кратко време. Планиранията в японския цикъл на планиране са около 18 и повече месеци, а това тук да имаме японски ректор се случи за по-малко от 6 месеца. Така че дълбоко благодаря на господин Кобаяши. Останалите лектори, които ще видите, е един опит, който и за нас от българска страна ще бъде много ценен. Той е предложен от вас, от Университета по икономика в Скопие, да направим екипи. От един български и от един македонски ректор. Благодаря за тази идея, тя е страхотна. Затова вие виждате не само кой къде е, но и кой на какъв език ще говори. Така че това ще бъде предизвикателство и за курсистите в нашата програма. Много добър баланс, много интересни дисциплини, но, както знаете, учебници и дисциплини има много. Въпросът е какво ще се случи в тези курсове. Това е по-его изписано от същото, което виждаме. Малко за самото обучение. На първо място, водещият лектор в нашия курс, професор Масаяки Сусай от факултета по икономика на Нагасаки Юниверсити. Изключително силен профил в сферата на финансите в университета. Участник в Комитета за развитие на Нагасаки и в Committee for Credit Card Network in Japan. Това са много големи организации, в които той участва в съвета. Двете дисциплини, менеджмент в Япония и менеджмент на цялостен квалитет. Сложих тази извадка от листовката тук за нещо много ценно и то е, че ние заедно всички работиме за общото бързо влизане на Македония в Европейския съюз. Тоест, в крайна сметка всички усилия, всички подпомагания на този тип проекти са в тази посока. Как се преподава? Тук има няколко елемента. Започвам от долния десен ъгъл, вече го повторих многократно, в партньорството на трите държави. Това са снимки от начина на провеждане на занятия, интерактивни занятия, дискусии, много практически примери, без суха теория и дефиниции. И тук, когато говорим за курса, мисля, че е време да дам думата на човек, който е обучен за този курс в Япония и е водил всички и бил преподавател във всички издания на курса в България. Професор Стойчев, директор на Института за следдипломна квалификация с 34 годишен преподавателски опит и е ръководител на множество проекти. С което е За мен е удоволствие да бъдем заедно. Искам да споделя така интересни моменти, които и мен лично много ме обогатиха от съвместната ни работа с приятелите от Япония. Изминахме един дълъг път. Това не е курс, който само има за цел да пренесе добри практики от Япония. С един клик на мишката и сте в Япония. Може да научите всичко там. Големият проблем е, когато тия практики дойдат в България или в Македония. Едни от първите колеги, които се включиха при нас, казаха, тази идея за японско качество не е приложима в България, защото нямаме японски работници. След като завърши курса, беше ентусиазиран, особено като видях
как е организирано производството в Тойота, например, и в други предприятия, които имаше шанса да види, толкова се ентусиазира, че почна да ги прилага тези методи не само в производството, дори и в администрацията на своята фирма. Тоест, не става дума за предаване на информация, става дума за съвместно преживяване. Как тези добри практики да доведат до конкурентоспособност в българската или в японската фирма. Затова променихме и модела на нашия курс, който предлагаме. В него активно ще участват и японски преподаватели, но и колеги от Университета Свети Кирил и Методий. Формата на обучението е така, на заден план остават лекциите. Ще предоставим материали, които може да използвате за самоподготовка, но основното ще бъдат дискусии и какви предизвикателства има, когато се прилага японският опит в страни като България или Македония. И наистина се получават много интересни неща. Например, след лекцията по управление на качеството, преподавателят поиска да заведе групата в българско предприятие. Самите български участници предлагаха как да се подобри качеството, прилагайки това, което са говорили само преди един ден в занятията. Резултата първия беше направо, да не кажа нещо силно смущаващ, да ви кажа какъв дълъг списък от приложения и мениджърката на фирмата, която предложи да посетят, се разплака и напусна курса. Викам, сега провалихме курса. За сметка на това други двама толкова се мотивираха, че на два пъти още след това предложиха своите предприятия да чуят какви предложения ще имат колегите. И по този начин протичаше целият курс, изграждаше се една мрежа. Тези трима, които видяхте българи, те и днеска заедно работят. Затова при нас JICA Alumni играе такава важна роля, за да се развива по-нататък сътрудничество. И още нещо искам да подчертая. Аз имам опит в много други проекти, освен с японците. Няма друга страна, която така геройски да се бори за устойчивост на проектите. Просто ние сме свикнали, като свърши проекта и вече търсим някой друг с него да работи. Тук с японските приятели не е така. Само да ви кажа, в тази връзка те много ни помогнаха за провеждане на инициативи подобни на тази, не само в София, в много други части на България. С тяхна помощ издадахме казуси, разработихме и после ги публикувахме на български и английски. С тяхна помощ беше учредена награда за управление на качеството за японски методи в България. Може да си представите за какво нещо, при положение, че все още си нямаме национална награда за качество. Те се грижат да имаме такава специалност за прилагане на опит. И за мен е истинско удоволствие да се срещам с такива хора, които обсъждаме опита им при прилагане в болница, в банка, в промишлено предприятие, в агенция за реклама и така нататък, където този опит се превръща в реални ползи и конкурентоспособност за предприятията. В случая имаме уникалната ситуация, в която всички заинтересовани страни дружно помагат на всички възможни равнища, което, нали, вече беше споменато, че за Балканите не е лесна работа, но това ми вдъхва надежда, че ние по-нататък ще успеем в нашето начинание. За мен е истинско удоволствие, че с много от вас ще продължим да работим активно. Искам да ви предам и поздравленията на нашия ректор. За нас това събитие е в началото на годината, когато ще празнуваме 100 години от учредяване на университета. Миналата година сключихме рамков договор и това е една от първите инициативи, които реално ще осъществим с нашите добри приятели от Университета Свети Кирил и Методий. На добър час на тези, които искат да се включат в курса. За да си довърша още два слайда, това е информативната информация, която имате във вашите листовки. На фона на тази информация искам да благодаря на професор Вилник Лаков за цялостната организация на това събитие, разбира се и на целия факултет. Да завърша с един слайд,
който моите колеги ме помолиха от Министерството да го имат, тъй като е много важно. Трите страни официално работещи заедно и подкрепата на българската официална помощ за развитие и японските институции и JICA за нашия проект. Благодаря за вниманието. Би сакал да го поканам професорот Стојчев во име на ректорот професор доктор Стати Статев на Институт за национално и светско стопанство од Софија и проректорката професор доктор Билјана Ангелова во име на ректора професор доктор Никола Антиловски да ги размена договорите за соработка при имплементација на оваа одлука. Подписваме договора, с който ще осъществим настоящия курс. Желавам успех на курса. Аз ви пожелавам успех от моя страна и поздрав от ректората на Медицинската Заработката со Институтот за национално и светско стопанство од Бугарија постои од поодамна, од 2018 година се цитирале методи во Скопје, подпиша и билатерален договор со Нагасаки од Јапан. Тие ќе бидат една солидна платформа за реализација на ова одлука и се надевам и Сосема на крај, сакам накратко да ве запознам со неколку елементи од каде потекна нашата иницијатива на Економскиот факултет од Скопје, при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје за имплементација на ваква програма. Во рамките на Центарот за економски истражувања кој го водам на факултетот, развиваме поголем број на истражувања, проекти, анализи за национални и меѓународни потреби во рамките на различните истражувачко-проектни линии во кои што сме членки како факултет и универзитет. И во рамките на анализите се идентификува потреба за која дел од претходните говорници веќе јасно ја спомена, за воспоставување на програми кои ќе ги јакнат апликативните вештини и квалификации на менаџерите. Моделот на менеджмент кој беше применет во нашата земја од осамостојувањето, односно 1991 година, во сериозна димензија беше фокусиран на практиките кои доминираа во Соединетите американски држави и напредните европски економии, а помалку се темелеа на јапонските културолошки вредности, поточно речено елементите кои го градат така наречениот модел на колективизам во бизнесите, од каде што се црпат изворите на конкурентност и одржлив развој на јапонските мултинационални корпорации. Имајќи ги во предвид трите основни столба на јапонскиот модел на менеджмент, односно популарно наречен омикоши менеджментот, поточно речено овие три столба се однесуваат на континуирано учење и вработување. Вториот сегмент е системот на сениоритет, ама ветреш да нагласам, не сениоритет според години старост кои што го имаат вработените, туку сениоритет според години на активна работа во соодветниот бизнес. И вториот критериум овде е сениоритет според бројот на години на менаџерски позиции во бизнисот. И третиот сегмент, така наречениот модел на колективно одлучување и одговорност, буквално се преслика елементите кои им требаат на македонските бизнеси, а најмногу на малите и средни предпријатија, особено ако се има во предвид карактеристиката која е присутна на целиот Балкан, па и во нашата земја, на поврзување, односно обединување на собственост и менеджментот, односно членовите на менеджерските структури се вообичаено од фамилијата која што е доминантен собственик на бизнесот. Имајќи ги во предвид јапонските концепти во развивањето на менеджерските практики, а овде особено мислам на
моделите на градење на хармонија, односно така наречениот концепт УА, во кој што во срцето на однесувањето во јапонските предпријатија е поставена потребата од обезбедување на консензус, а не компромис. На Балканот многу често говориме за компромис. Компромисот го намалува нивото на квалитет на одлуките кои што се носат, а компромисот во суштина представува откажување од дел од квалитетот на двете страни. Наспроти консензусот кој што е проследен со две суштински димензии, односно аспектот на функционалност, значи консензус кон подобри резултати, а не консензус во личните релации. Значи, наместо луѓето да прашуваат кој е во конфликт, да прашуваат кој е темата на конфликтот за кој што говориме во бизнисот, и димензијата на кооперативност, односно потребата да зависиме еден од друг во решавањето на проблемите, значи да не ги расипнуваме задачите на најниско ниво, па да не можат луѓето од меѓусебно да соработуваат, туку да формулираме групни, односно тимски форми на извршување на работата, во кој квалитетот на поединецот ќе се мери низ призма на потенцијалот за соработка со останатите. Овде особено мислиме на вкрстување на двете линии. Едната линија е така наречената функционална, значи луѓето од различни организацијски единици во бизнисите да можат да соработуваат, а втората е линијата на нивната експертност, односно економистите, правниците, инженерите, технолозите, информатичарите да можат да зависат еден од друг во квалитетот на одлуките кои што ги носат. Впрочем, секвенцата која во јапонскиот менеджмент е исклучително значена, односно висока ефективност, значи подобар квалитет на одлуките, води кон зголемена продуктивност. Знаете дека македонската економија мака мачи со степенот на продуктивност на незините вработени. И третиот сегмент, системот на одговорноста за резултатите кои што се искорачуваат, односно од индивидуализирање на одговорноста кон колективно третирање на одговорноста, значи сите да го чувствуваме тоа како свој, е нешто кое што треба да се всади во практиката на функционирање на македонските мали и средни предпријатија, односно нивните собственици и менаџери. Јапонскиот менеджмент треба да го сврти вниманието на македонските мали и средни предпријатија кон потребата да се решаваат причините на проблемите, а не последиците. Да не говориме дека решението е во извозот, туку решението е во комбинацијата на процеси и односи која создава конкурентност и одржлив развој, па потоа доаѓа извозот. Да не говориме за прашањето дали вашиот пазарен сегмент ги знае квалитетите на вашиот бизнес, туку вие да треба да ги испорачате тие елементи кон нив. И затоа се вели менеджмент, што говореше и професорот Стојчев, менеджмент на вкупен квалитет. Не говориме менеджмент на квалитет на производот или услугата, значи квалитетот на бизнисот во целина. Историски погледнато, драматичен пресврт во развојот на јапонскиот менеджмент настана со креирањето на популарната теорија Z на Вилијам Учит, со помош на кој се обезбеди имплементација на јапонските системи на вредности, кои се во најголема димензија олицетворени во моделите на организацијска култура, како доминантна филозофија на извршување на бизнисот. Значи не е единствено влезна компонента, туку компонента која се пренесува на надвор, да почувствуваме димензии на доверба и почит кон бизнисот со кој што се наоѓаме во интензивна релација. Иако основата на овие системи беше градена од светски вклучениот Кајзен, односно моделот на континуирано унапредување со воведување на промени во сите димензии на бизнисот, односно и во процесите и во односите, во постојниот современ момент на имплементација на јапонскиот менеджмент, истиот се повеќе се олицетворува во препознатливиот модел на јапонски истакнато нема лаши, што подразбира специфичен систем на колективно одлучување, значи неформално, премолчено вклучување на сите вработени, дури и на неменаџерите во носењето на одлуките, што за македонскиот менталитет и традиција на поставување на острината на одлучувањето на врвот е особено значено. Квалитетот се наоѓа во секој вработен
и оттаму имаме потреба да ги вклучиме и нивните нивоа на експертиза. И сосема на крај, само ќе употребам една прочуена поговорка за јапонскиот менеджмент, која што се сведува на определувањето на вредноста на малите и средните предпријатија, односно на нивните менаџери собственици. Буквално кажано, таа гласи вака. Секој човек, вклучително и менаџерите, и они се луѓе, се разбира, секој човек има собствена слика на квалитетот. Меѓутоа, таа слика му се наоѓа напишана на грбот. Сите останати може да ви ја видат, а помалку можете да ја видите самите. Да се обидеме на оние менаџери кои ќе ја посетуваат обуката, да им овозможиме да ја видат вистинската слика на нивниот бизнис, за да можат посилно да напредуваат. И на крај сакам да изразам благодарност на сите наши партнери од Јапонија и соседна Бугарија, кои силно потпомогна да во релативно краток временски период ја развиеме оваа програма и да можеме од септември да почнеме во незината имплементација. Ви благодарам на сите на вниманието.